Оваа година навршуваме 60 години од Скопскиот земјотрес, трагичен настан кој ја одбележи не само историјата на градот Скопје, него и е значаен настан и во поглед на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. 2 години после катастрофалниот земјотрес, по сугестија на УНЕСКО и препорака на нашата држава, тогашна Југославија, Универзитетскиот сенат на тогашниот универзитет во Скопје донесува одлука за формирање на нашиот институт. Морам неколку барем историски факти да кажам. Во почетниот период дојдени се експерти и професори од целиот свет, не само од Европа, да ги едуцираат кадри и млади инженери во област на земјотресното инженерство. Така започнува историјата на институтот заедно со реконструкцијата на градот Скопје. Почетниот мандат на институтот бил токму тоа, да помогне во реконструкција и реновирање на нашиот град. Еве, како што сме сведоци, таа реконструкција и реновирање се уште трае. Сведоци сме на градби, нови градби, меѓутоа мора да потенцираме дека делот од оној така наречен мастер план на врвните архитекти, предводени од архитектот Кензо Танге, не се реализира во целост. Меѓутоа, не треба да очајуваме, требаме да работиме напред, требаме овој наш град да биде едно културно-урбано место на живење. Би рекол дека пред се треба нашиот менталитет и нашето однесување да го прилагодиме на тоа што значи едно културно и урбано живење. Институтот, како општествено одговорна институција и дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, организира низа настани за одбележување на овој значаен 60 годишен јубилеј од трагичниот настан на Скопскиот земјотрес. Започнавме во февруари со еден воркшоп, работилница заедно со Јапонската амбасада и Јапонската асоциација за сеизмичка изолација. Организиравме дводневен семинар на кој што се презентира врвни остварувања во доменот на сеизмичката изолација. Потоа нашите активности продолжија во поглед на подигнување на јавната свест кај нашето население, односно пред се фокусот ни беше на помладите, на децата, на учениците, на средношколците и организиравме низа на предавања и тренинзи во самите училишта. Бевме изненадени од исклучително топлиот пречек и заинтересираноста како на студентите, така и на наставниците. Сметаме дека со ова придонесовме колку толку барем учениците и средношколците да бидат запознати што значи Скопското подречје, што значи земјотрес, како да се однесуваме во земјотрес и слично. Во рамките на нашите активности за одбележување на Скопскиот земјотрес, исто така, направивме и про боно скрининзи, така наречени диагностики на постојни значајни објекти во нашиот град, владини, односно државни објекти, да видиме во каква состојба е нивниот конструктивен систем и тој дел го завршивме многу успешно и стварно наидовме на исклучителен прием и од вработените на тие институции. Зидавме отворени денови на лабораторија, каде што ги запознавме студентите со достигнувањата наши експериментални и со опремата во лабораториите. Нашиот институт е домаќин на серија настани, меѓу кои што е и овој настан за отворени лаборатории. Преку ваквиот настан, нашиот институт всушност на некој начин успева да ги доближи капацитетите до јавноста, а при тоа таргетирајќи различни целни групи, почнувајќи нели од најмалите, од ученици во основните школи, понатаму во средно школо, како и студенти од градежниот и од машинскиот факултет. Би сакала да напоменам зошто е важно, значи, да имаме ваков тип на отворени денови кога се работи за институти како нашиот, од ваков тип како нашиот институт, каде што имаме всушност на располагање доста високо квалитетна и ние како што сакаме да ја кажеме state of the art опрема, значи опрема која што е веќе по последни стандарди специфицирана и набавена во суштина. Важноста е таа што на некој начин преку ваквата демонстрација на некој модел на сеизмичката виброплатформа, всушност на јавноста успеваме да идоловиме што се случува, односно како се однесува една конструкција кога е изложена на дејство на земјотрес.
Така да, како дел од ваквите настани, ние всушност имавме, односно реализиравме симулации на земјотресни побуди на даден модел, кој што се гледа во позадина, и каде што всушност беа симулирани повеќе земјотресни побуди и на некој начин јавноста можеше да долови што всушност се случува во самата конструкција кога таа е изложена на дејство на земјотрес. Би сакала да споменам дека в нашата лабораторија веќе обстојува ова е 43-та година и може да се каже дека во рамките на овој долгогодишен временски период успешно реализирала над 400 различни типови на експерименти, кои што секако дека се од голема важност покрај тоа за, да речеме, за одредени инвеститори, за наука и така натаму, исто така од голема важност се и за, како што кажуваме ние, и за јавноста. Бидејќи преку ваквиот тип на експерименти всушност успеваме да направиме на некој начин верификација на она што го проектираат проектантите, значи во градежната фела. Понатаму успеваме да доловиме, односно да видиме како се однесуваат физичките модели на реални прототипни конструкции кои што се симулираат, значи кои што се тестираат на нашата платформа, и исто така многу важно однесување на опрема, што е важна за индустријата, преку реализирани голем број на тестови на нашата сеизмичка платформа, како и исто така важен сегмент, голем број на реализирани тестови за нови технологии, за кои што не постојат никакви стандарди и процедури за нивно верифицирање, а кои што секако се едни од најважните можеби за иднината во градежништвото, чија што верификација, нели, нивно однесување се реализира токму на една ваква сеизмичка виброплатформа. Во лабораторијата за динамички испитувања, во кој што се наоѓа и нашата сеизмичка платформа, која што е инсталирана во 80-тите години, се реализирани над 400 тестови, различни тестови, од типот на тестирани се различни типови на физички модели, понатаму различни типови на квалификациони опреми по различни типови на стандарди, како и експериментални тестови на нови технологии. Како позначаен експеримент на физички модели би го издвоила тестирањето на телекомуникацијската кула, која што во моментов е веќе во крајна фаза на изградба на водно, чиј што експеримент го реализиравме во текот на 2015 година. Исто така, за новите технологии може да се каже дека нашиот институт тестирал за голем број реномирани компании кои што се во Европа и во странство, меѓу кои што може да се спомене Герб, со кој што имаме долгогодишна соработка, Линдер компанијата и многу други. Во рамките на нашиот институт имаме 3 лаборатории, и тоа е лабораторијата за динамички испитувања, DINLab, лабораторијата на почви и фундаменти GeoLab и Earthquake MobiLab, односно мобилната лабораторија.
Се наоѓаме во лабораторијата за динамика на почви и фундаменти во ИЗИС, во рамките на отворените денови во кампањата ИЗИС за Скопје. Решивме да ја отвориме и оваа наша лабораторија, каде испитуваме почвени примероци во услови на земјотрес. Значи, сакаме да ги отвориме вратите и сите оние тајни како истражувачи, како професори и како помагатели на праксата, кои што ги работиме, да ги доближиме поблиску до јавноста. Значи, нашата лабораторија работи скоро колку што постои институтот, повеќе од 55 години и е фокусирано на однесувањето на тлото во услови на земјотрес. Значи, имаме најразлична опрема и се трудиме да работиме рамо до рамо со светските истражувачки центри во сите овие години, почнувајќи од нашите претходни професори кои што ни ги пренеле нивните знаења и продолжувајќи со нас и со нашите идни асистенти и студенти кои што циркулираат во нашата лабораторија. Значи, лабораторијата се состои од повеќе уреди за испитување на почвени примероци. Значи, она вака едноставно да го кажеме што правиме, земаме почвени примероци од некоја длабочина и задаваме сила, односно дејство кое што симулира земјотрес. Претходно тој почвен примерок го товариме со притисок од таа длабочина од каде што е земен и гледаме како тој ќе се деформира, какви состојби ќе настанат во него од аспект на деформација, од аспект на други феномени кои што се нарекуваат ликвифакција, односно втечнување на почвениот примерок или пак амплификација, односно засилување на земјотресното дејство. Нашите уреди, како што кажав, некои се од порано финансирани уште од минатото, од основањето на овој институт, се уште работат, но сепак се трудиме постојано рамо до рамо од европските истражувачки капацитети да користиме фондови и да ја надоградуваме и да купуваме најнова, најсофистицирана опрема за истражување. Значи, на отворените денови ќе презентираме еден тест на примерок од Скопското подрачје, Скопски песок, кој што планираме, односно го работиме повеќе од 10 години во нашата лабораторија, кој е бренд, односно представува песок од нашата околина, од Скопје и кој што го истражуваме континуирано и публикуваме резултати. Значи, Скопскиот песок ќе му направиме еден тест на ликвифакција, односно ќе видиме како ќе настанат во него деформации, дали ќе се зголеми порниот притисок или пак аксијалните деформации ќе се зголемат. Значи, тоа ќе може да го видат посетителите на отворените денови и нормално се надеваме дека со ова на некој начин ќе ја зголемиме свеста дека кога зборуваме за земјотрес не зборуваме само за згради, значи многу е важен и аспектот на тлото. Ние во ИЗИС секогаш работиме заеднички во тим. Значи, не ги разгледуваме еднострано работите, бидејќи како што видовме во последните случувања земјотресите во Турција, не секогаш рушевините и загубата на човечки животи се случува од причина од конструктивен аспект, односно од зградите, туку од локацијата, односно тлото каде што се тие фундирани. Ако е тоа недоволно истражено и не се земени во предвид овие ефекти во услови на земјотрес, може да настанат исто така поголеми катастрофални штети. Така што ИЗИС секогаш сите аспекти заеднички ги обработува, почнувајќи од сизмички хазард до геотехника па до конструкции, така што оваа лабораторија каде што се наоѓаме денес ги обработува тие геотехнички аспекти. Сум Антонио и сум дел од лабораторијата за динамички испитувања во ИЗИС. Денес јас ќе ви презентирам некои од инструментите кои ги користиме во склоп на нашата мобилна лабораторија. Како што може да видите, ова е нашата мобилна лабораторија, се работи за комбе, за теренски активности, кое е со сопствено напојување
кој се складира целата опрема која ни е потребна за проектот за тековниот проект и целосно се реализира на терен. Најпрво ќе започнам со најупотребуваните, односно склерометар. Склерометарот служи за испитување на јакоста на бетонот. Истиот работ, тука се презентирани два типови на склерометри, односно нова генерација и постара генерација. Разликата е во тоа што едниот ја мери брзината, односно прави однос на аплицираната брзина на удар и повратната, додека по старата верзија на склерометар, односно по старата генерација, го мери односот на отскок. Истиот работи, може да видите, се избираат број на точки на површината на бетонот и се задава удар. На овој начин се прават околу 10 до 15 удари и се прави средна вредност на отскокот, односно на ударот, кој се претвора потоа во квалитет на бетон, односно во марката на бетонот на испитуваниот примерок. Покрај склерометарот за испитување на квалитетот на бетонот користиме и ТИКО. Тоа е составено од два дела, односно дел редуктор, ресивер и трансмитер, односно со едниот дел се праќаат бранови низ материјалот, додека другиот е приемник. И оттаму според брзината која се движи бранот се претвора се добива квалитетот на бетонот. Исто така со овој инструмент може да се добие и дали материјалот е хомоген или има одредени оштетувања. Потоа исто така доста употребуван од тимовите на ИЗИС и профометарот. Профометарот работи е составен од два дела, односно кукиште со екран на која се запишуваат измерените резултати и кола која се придвижува на бетонот и се лоцираат арматурните прачки во бетонот. Исто така покрај лоцирањето на арматурните прачки се добива и диаметарот како и заштитниот слој на арматурата. Покрај овие два инструменти кои служат за испитување на бетонот, исто така доста употребуван и проминутото представува триаксијален акселерометар. Најчесто се поставува на конструкции за мерење на тие микротремори, односно микрозабрзувања кои ги има самата конструкција и преку добиени тие забрзувања истите можат да се преработат и да се добијат сопствените фреквенции на одредена конструкција. Покрај овој инструмент кој се поставува директно на конструкцијата, исто имаме и георадар кој се поставува на одредена далечина, на кој се лоцираат одредени точки на испитуваната конструкција и се следат во тек на време. Како се поместуваат тие точки, овој инструмент ги регистрира и исто така може да се добијат истите резултати како и троминото, односно да се добијат сопствените фреквенции на испитуваната конструкција. Предноста кај овој инструмент е што може да се испитуваат конструкции кои се на далечина, кои не се достапни, односно истиот има должина на испитување до 1 километар. Исто така кога веќе сме кај далечината и недостапноста на одредени елементи, тука и дронот кој го користиме најчесто за одредување на локацијата на одредени конструктивни елементи, како и нивните геометриски карактеристики. Тие се добиваат со посебен софтвер кој го содржи дронот. И на крај, може би најинтересното е уредот со кој се добиваат, уредот кој има повеќе намени, односно истиот може да биде наменет како мала shake table, исто како ова тука што ја гледате, но ова е помала, да се поводи одредена конструкција која е на него поставена. Исто така може да служи како генератор на одредена фреквенција и забрзување доколку е поставен на самата конструкција, односно да види на некој начин побудувач.
најчесто тоа се користи за испитување на принудни вибрации на одредени конструкции и исто така покрај таа намена има уште една намена, истата може да се монтира дополнителна опрема и да служи за испитување, за квазистатички испитувања на одредени елементи. Тоа е тоа. Како една од најголемите предности за студирањето во ИЗИС би го издвоила пристапот до лаборатории со современа опрема која што може да се користи за истражување во рамките на нашите докторски и магистерски тези. Од тој аспект сметам дека овие отворени денови на лабораторија се од големо значење за да може да се информираат идните студенти за опциите и за можностите за студирање во нашата земја. Денешната конференција, насловена како 4S, е дел од серијалот настани кои по повод 60 години од Скопскиот земјотрес се одржуваат под организација на трите институции членки на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тоа е Градежниот факултет, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија и Архитектонскиот факултет. Во организацијата се вклучени и Друштвото на градежни конструктори на Македонија, како и UNDP канцеларијата во Скопје. Целта на овој настан, кој е дел од серијалот настани наречен Скопско сеизмичко лето, е да, подсетувајќи се на Скопскиот катастрофален земјотрес, всушност го потенцираме важноста на квалитетната градба, како и потребата од постојано усовршување, збогатување на знаењето и одговорноста во процесот на градење, бидејќи само квалитетните објекти, само квалитетните градби можат да бидат одбрана од ваквите и слични земјотреси. Лекцијата која е научена пред 60 на години, всушност не треба никогаш да ја заборавиме, туку напротив да ја надградуваме, да ја пренесуваме на новите генерации студенти и инженери и со тоа да обезбедиме сигурност за нашите граѓани. Јас ќе се обидам на почетокот на македонски да го представам професорот Гулкан, еден од водечките експерти во област на земјотресното инженерство и можам нескромно да кажам легенда на земјотресното инженерство во Европа. Then I will now a little bit speak on English. It's really our pleasure and honor to have Professor Gulkan at our Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology. So I can say that he is one of the leaders and pioneers in the earthquake engineering in Europe. And I will kindly ask one of the biggest friends of the Institute to say a few words about the Institute, earthquake in Skopje and earthquake engineering in general in Europe. Professor Gulkan, please. Thank you very much for your kind words. It is true that I have been a friend of ISIS right from the beginning, actually right from the time when the earthquake had happened, and I have many memories of our collaboration, joint work with ISIS. And ISIS has been one of the centers of excellence in earthquake engineering and structural dynamics in the Balkan area. And they have trained hundreds or even thousands of young people, young engineers, which has been one of the outstanding achievements of the center. And even people in my institute and my former students have been trained here, and they recall with much pleasure the wonderful training and educational demonstration that they received here. So I wish you well for the birthday, if not the birthday of the Institute, but still 42 years, 43 years as a matter of fact, is not a short period of time. So ISIS is now in the maturity stage of its role for engineering in Macedonia. I wish you well, Goran. Thank you very much. Поголеми, посилни, поголема магнитуда, поголем интензитет. Зошто? Не биле во главниот град. Што значи тоа? Не биле толку. Така е.
не направиле поголема штета, така е. Целта на работилниците што ги организиравме во градинките, основните и средните училишта беше приближување на темата земјотреси, како учениците да се однесуваат за време на земјотресите. Учениците сигурно до сега имаат почувствувано земјотрес и некои од нив дури не знаеа како треба да се однесуваат, меѓутоа со овие работилници им се приближи таа тема до нив. Секако и она што го работиме ние како Институт за земјотресно инженерство, еден дел од работилниците се однесуваше на градежното конструкторство, односно на градење на сеизмички стабилни градби. Тоа значи дека учениците има можност сами да дојдат до заклучок кои објекти се сеизмички стабилни и кои се објекти кои што најдобро се однесуваат за време на земјотрес. На дел од работилниците исто имавме тема како да се однесуваат за време на земјотрес. Сигурна сум дека сите ученици до сега што чествуваат на работилниците веќе знаат како да се однесуваат и дека се спремни за понатаму да го пренесат своето знаење низ своите најблиски дома, секако и до своите соученици. Учениците беа многу задоволни. Многу им се допаѓа работилниците, бидејќи беа интерактивни и секако со големо задоволство очекуваат да ги поканиме кај нас во институтот, за да може да ја видат наша лабораторија и да видат малку повеќе, да се запознаат со тоа ние што работиме во нашиот институт. Сметаме дека ваквиот тип на работилници доста позитивно влијаат кај учениците, бидејќи првпат учениците се среќаваат со ваков тип на работилници. Меѓутоа, понатаму можеби да предизвикаме кај нив голем интерес, бидејќи се стекнуваат со дополнителни знаења, значи се зголемува едукацијата преку разни STEM технологии, наука, значи се запознаваат со сеизмички објекти, меѓутоа исто така тие може да се оспособат и за живот на еден начин, како и да се справат со ваквите ситуации во секојдневието. ИЗИС е единствен институт кој што е специализиран од областа на земјотресното инженерство и тој сега во поновно време презима големо внимание за конкретни мерки и обуки на учениците за справување во вакви ситуации. Организирањето на ваков тип едукативни работилници од страна на ИЗИС се покажа како многу добро прифатено за вработените во градинката и децата. А ние возрастните со оваа работилница го зголемивме нашето знаење во врска со природните катастрофи и дечињата исто така од најмала или најрана возраст се запозна исто така со земјотресот. Со едукативниот настан се збогатува знаењето на децата во градинките, се стекнуваат со вештини кои ќе бидат потребни во случај на земјотрес и прифаќање на земјотресот како природна појава. Децата се запозна со инженерските принципи за проектирање и градење на сеизмички стабилни објекти. Секако, учеството во ваков тип на работилници е од големо значење за воспитниот кадар во градинката, а исто така и за децата во градинката, бидејќи учеството во вакви едукативни настани децата се стекнуваат со дополнително знаење. Едукативните работилници, одржани и организирани од страна на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, беа проследени со голем интерес како од страна на воспитниот кадар, така и од страна на децата. Споделените знаења и информации, дадените примери и интересните презентации беа внимателно следени, а се во насока на проширување на знаењата на воспитниот кадар за превенција и заштита од земјотреси. Една од програмските активности за одбележувањето на 60-те години е така наречениот сеизмички скрининг на селектирани општествено значени објекти. Во рамките на оваа програмска активност, како што реков, избрани се 3
општествено значени објекти кои што се символи на постземотресно Скопје. Тоа е Македонската академија на науки и уметности, Музеот на град Скопје и објектот на Македонската радиотелевизија. Се наоѓаме во Музеот на град Скопје, кој што е денес сместен во зградата во која што се наоѓала железничката станица Скопје, не викаат старата железничка станица на град Скопје. Таа железничка станица е направена на местото на првата железничка станица на Балканот, изградена во 70-тите години од 19-тиот век. Че оваа железничка станица во 20-тиот век е изградена во периодот од 1936 до 1939 година. Била прогласена најубава железничка станица на Балкан во 20-тиот век, станува збор за еден капитален објект изграден во модернистички стил, меѓутоа е страшно погодена во земјотресот од 1963 година и источното крило на станицата е срушено. Големиот часовник кој што е поставен над тогашниот спореден влез се застанува точно во 5 часот и 17 минути, престанува да работи и од тогаш донесена одлука да се сочува објектот во таква една форма за да представува еден спомен на тоа што се случило и до 1963 година. И оваа станица е донесена одлука да тука се смести Музеот на град Скопје, во кој што тука се наоѓа и денешен ден. Што представува сеизмичкиот скрининг? Тоа е всушност една контрола на состојбата на носивите елементи од конструкцијата која што го држи објектот, со цел да се оцени нивната носивост, а понатаму да се направи и брза проценка на безбедноста и сигурноста од земјотреси на тој објект. Значи, таа претпоставува неколку активности. Најнапред, апсолутно, како и бидејќи за нас тој објект е како пациент, нели? Неопходно е да се запознаеме колку повеќе, толку подобро со него. Најнапред одиме со преглед на техничката документација која што е можно да се дојде до неа бидејќи се тоа се пред се стари објекти кои што функционирале повеќе децении. Понатаму правиме визуелен преглед на објектот комплетно, значи таму каде што е можно забележуваме се што треба, значи каква е состојбата, дали се оштетени површински елементите, дали во каква состојба се наоѓаат истите. Понатаму правиме интервјуа со имателите, бидејќи тоа е многу битно како во овие 5 децении тој објект е одржуван, дали се правени интервенции во смисла на рушења, доградувања и така натаму. И на крај вршиме експериментално тестирање со опрема за недеструктивни тестови, бидејќи тоа е многу битно да не бидат оштетени елементите. Сето тоа допринесува за многу зголемени и, да кажем, реални созданија за објектот, врз основа на што потоа пополнуваме образец, во кој што образец имаме на крајот резултат, скор на некој начин и тој ни дава практично и оценка, таа велиме брза проценка на сеизмичката стабилност и сигурност на објектите. Значи, ова е склерометар, инструмент за испитување на површинска јакост на бетон, конкретниот случај кој што може да ни даде квалитативна информација за јакоста на притисок, односно носивоста на испитуваните конструктивни елементи. Работи на принцип на отпор на федер во внатрешноста и во однос на таа rebound value се испитува колку е површинската јакост на притисок на испитуваниот елемент. Од средната вредност од 12 испитувања се добива површинската јакост на притисок на бетон, во случајот 24,4 мегапаскали. Ова инструмент се нарекува Pundit 200 и работи врз база на ултразвучни бранови кои што се испуштаат низ елементот, имајќи нивната брзина низ одредено растојание и времето со кое што патува зраците, ја определуваме некои од значајните карактеристики на елементот, како што се јакоста на материјалот, модулот на еластичност на материјалот и уште многу други работи. Таа точноста многу зависи од тоа
низ колку слоеви поминуваат зраците, ултрасоничните зраци и според тоа имаме поточни или понеточни резултати на кои што може да веруваме повеќе или помалку. Исто така, овој инструмент има можности за детектирање на пукнатини, аномалии во изведувањето на елементот и слично. Овој инструмент представува детектор за метал, го користиме со цел да ја дефинираме вградената арматура во конструктивните елементи. Можеме точно да ја утврдиме локацијата на арматурните шипки во столбовите, можеме да ја дефинираме ливната дебелина, како и дебелината на заштитниот слој. Во обед на опис на овој инструмент, објектите мируваат, меѓутоа тоа мирување е само привидно. Они всушност не мируваат, објектите се во постојано движење, во постојана вибрација, која што е предизвикана од амбиентални сили, како што се сообраќај, ветер и така натаму. Тие вибрации се толку многу слаби, што човечки организам не може да ги осети. Меѓутоа, овој инструмент кој што има хиперсензитивни сензори, он може да ги осети тие вибрации и он ги снима и ги регистрира тие вибрации. Она што ние го правиме во нашиот институт, тоа е практично вибрациите кои што се регистрирани на објект на терен, ги обработуваме и ги анализираме во институтот и од нив добиваме битни информации за однесувањето на објектот, за динамичките карактеристики на објектот. Тие динамички карактеристики на објектот практично после тоа ни кажуваат многу работи, ни даваат на некој начин лична карта на објектот, како тој објект би се однесол за време на земјотрес, како дали е тој објект дали добро се однесува во моментот кога е изграден, што е тоа што можеме да го очекуваме за време на земјотрес и така натаму. Денеска сме овде да се потсетиме на минатото, да спомнеме за сите што ги изгубија животите, но и да го прославиме повторното издигнување на Скопје со поддршка на светот. Овој настан представува важен потсетник за силата и единството што се раѓаат во услови на катастрофа, но и како платформа за споделување знаење, експертиза и искуство со една цел – да се поттикне иднината на подготвеност и отпорност против сизмичките ризици. По тој пат, во 1965 година, тргна и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија ИЗИС. Денес, после 58 години од неговото основање, ќе го искористиме овој јубилеј да изразиме огромна благодарност и почит кон сите генерации, врвни научни имиња, доктори на науки, професори и инженери кои што го посветија својот творечки живот во науката и во развојот на земјотресното инженерство. Денес нивните научни достигнувања, одговори и знаење се втемелени во секоја зграда, во секоја куќа, мост, фабрика. Не само кај нас, туку и во многу други земји. Изминативе неколку месеци ИЗИС со низа своји активности од информативен и едукативен карактер и со цел запознавање на јавноста, а со посебен акцент на едуцирање на најмладите за работата на институтот и соодветно однесување во случај на земјотреси, даде придонес и се вклучи во јубилеот 60 години од земјотресот во Скопје. Освен темните мемории, оваа годишнина е можност да се потсетиме и на фактот дека Скопје по земјотресот стана глобално познат како град на солидарноста, место каде што човештвото наспроти идеолошките разлики
се обедини со цел да помогне нашиот главен град да се врати во живот. За неверојатниот облик на хуманизам и помош која пристигна буквално од сите меридијани во светот, сведочат и имињата на објекти и улици во Скопје кои денес ги носат имињата на нашите добротвори, меѓу нив беа држави, градови и истакнати личности кои ни подадоа рака кога ни беше најтешко. Обновата на Скопје значеше не само изградба на објекти и инфраструктура, туку и подигнување на стандардите за градба. Секоја година се сеќаваме, секоја година спомените на она кое што се случило и на трагичниот настан се во фокусот на нашето внимание. Меѓутоа, исто така треба да бидеме посветени и да превенираме никогаш повеќе да не се случи она кое што ни се случи. Градот Скопје, како град на солидарноста, знае што значи да се биде помогнат во вакви трагични моменти и затоа сме и меѓу првите кои што реагираат на сите наши соседи, пријатели, пријателски држави и градови кога се наоѓаат во слична ситуација ефектуирани од некоја природна непогода. 26 јули беше предизвик за меѓународната експертска јавност да се вклучи во обновата. Основањето на ИЗИС со поддршка на УНЕСКО беше гаранција дека Скопје ќе се гради на нови, сигурни темели со почитување на највисоките стандарди. Се изградија домашни експерти, кои институцијата издигна на светско ниво и целосно се вградија во периодот на интензивна модернизација на државата. ИЗИС во текот на својот досегашен развој израсна во меѓународно призната и препознатлива институција од областа на земјотресното инженерство и инженерската сизмологија, а денес примарна мисија на институтот е заштита на населението, сопственоста, како и интегралниот социјоекономски систем на Република Македонија од дејство на земјотреси и други природни катастрофи. Идентификуван како еден од неколкуте национални центри на извонредност, и институтот бил и е од посебен интерес за државата. Следејќи ја својата стратешка ориентација, активностите на институтот генерално опфаќаат три области: научно-истражувачки активности, наставно-образовни активности и применети истражувања апликации. So today, as we remember the catastrophic earthquake of 1963, as we honor those who died and those who rebuilt the city, we should also ask ourselves, what of the future? What sort of city do we want to live in? How do we plan for the future while preserving the past? A future that needs to address the challenges of climate change and that should seize the opportunities of the digital age, of new and improved transport, new working patterns, and carbon-free energy systems. Above all, how do we keep, protect, and promote the city's human dimension? We emphasize the importance of sustainable and resilient infrastructure that can withstand natural disasters and climate change impacts. The NDP's commitment is to support environmentally conscious practices that enhance the quality of life while preserving the city's heritage. In this transformative journey, let us unite our efforts, drawing our expertise and dedication for each participant present today. Our shared vision revolves around empowering communities, implementing sustainable urban planning, harnessing technology, and giving youth a central role in shaping the future of the city that they live in. Врската помеѓу Скопскиот земјотрес и ИЗИС е нераскинлива. Таа е симбиотска. Сите генерации кои биле, се и ќе бидат дел од колективот на ИЗИС го респектираат и почитуваат Скопскиот земјотрес како дел од своето битие. Затоа ИЗИС во оваа година кога одбележуваме 60 години од земјотресот, со серија на настани и активности, дава скромен придонес во подигнување на јавната свест со цел оваа природна катастрофа да не се заборави, а воедно и да се одолжиме на сите генерации кои во изминатите 60 години придонесоа градот убав пак да никне. На крајот,
Од ова место можам да ви ветам дека ИЗИС и во наредните 60 години ќе продолжи со својата посветеност во научните истражувања и ќе биде чувар на безбедноста и градител на сеизмичката издржливост на Скопје. Сметаме дека на ваков начин целиот колектив на ИЗИС и ИЗИС како институција која што постои 58 години, барем малку ќе се одолжи на сите оние луѓе кои што го посветија својот живот и кариера во развојот на земјотресното инженерство, не само во нашата држава, туку и пошироко. Навистина ќе продолжиме да работиме напорно, заедно и со реалниот сектор и со индустријата, за да можеме да придонесеме за безбедност и сигурност на граѓаните кои што живеат во своите домови во градот Скопје.